Добро вечер, во тема на денот вечер разборуваме за суството, обвинителството, можноста за подобрување. Денеска имаме нов државен јавен обвинител, избран во парламентот. Опозицијата директно него поддржа, но немаше и критики кои навестуваа некакви можни негови поврзаности со власта. Има ли тоа, дава ли надеж за подобрување на состојбите во оваа сфера? Тоа е многу добро прашање, бидејќи ја поставува тезата онака како што ја перцепираме во јавноста долго време, а тоа е дека потребни ни се поединци кои што ќе истапат, меѓутоа ретко кога тоа се покажало дека вродува со плод, бидејќи станува збор за институција која е долго време обременета со системски проблеми, со недостиг на кадар, недостиг на ресурси, непримена на нови технологии и така натаму. И се додека тоа остане на статус кво, нема да направи голема разлика, независно кој да биде новиот јавен обвинител на државата. Добро, ама сепак тој денеска имаше некои најави на новитети, меѓу кои и да речеме она клучно прашање на Кавга со власта околу парите, вели не е се доплатите, проблемот е обвинителство без пари не може да се бори, односно сиромашно обвинителство не може да се бори со богата корупција. Да, токму така. И сега, ако видите дека обвинителството е сиромашно со децении наназад, дека имаме случаи каде што тие не можат ни да ги платат вештачењата кои што треба да бидат направени, прашањето е дали еден поединец во тој систем ќе може да ја направи таа разлика. Доколку тоа се испостави дека е вистина, тогаш треба сериозно да се запрашаме зошто тоа не било направено и порано. Така што, иако е нормално да се очекува дека ќе има напредок, дека ќе се унапредат состојбите, дека ќе има некакво поместување на подобро, дека обвинителот ќе демонстрира интегритет и слично, сепак мислам дека системот како таков, додека остане закрчен со старите проблеми, поединци во него нема да направат голема разлика. Но може ли Саевски, ако да демонстрира нешто друго, например, ако велат денеска и опозицијата во еден степен, но и власта дека демонстрираат кандидат кој што условно не припаѓа на нивната сфера. Може ли сега да се разберат подобро ако имаат иста цел и обвинителството и власта борба против корупцијата, па да затворат некои прашања, па речеме токму околу финансиите кои не се сведуваат само на плати, туку се сведуваат за нешто друго. Прашањето ми е, има ли, мислите дека можеби треба да се иницира некој диалог извршна власт и обвинителство, барем да се постават некои рамки во кои треба да се бара начин како да се зајакнат капацитетите на оваа институција? Апсолутно сте во право. Екстензивен диалог и координиран стратешки и долгорочен пристап за да се обезбедат сите ресурси е токму она што ни недостига. Ние во конкретната ситуација немаме соодветна финансиска проценка за тоа да видиме колку чини во просек еден случај што го води јавното обвинителство. Немаме финансиска проценка за тоа колку пари ќе бидат неопходни за да се инвестира во капитални проекти, во инфраструктура на обвинителството, опремување со нова технологија, зајакнување на човечките ресурси, унапредување на платите, особено на стручните административни и други помошни службеници кои работат во обвинителството, така што мислам дека тоа е добар чекор од каде треба да се почне, да се направат таквите проекции и да направиме вистинска анализа, да видиме што се суштинските проблеми, зошто се среќаваме со нив, па дури тогаш ќе може да се најде некакво решение за тоа. Вие како невладен сектор сте работели на такви анализи, да речеме? Имаме направена слична анализа која што беше во поглед на човечките ресурси, нивното менаџирањето на постоечките ресурси, соодветната распределба низ разните обвинителства и низ разни судови, како и движењето на човечките ресурси, односно дали имаме некаков континуитет, намалување или зголемување. Поразително беше што за само 5 години имаме намалување на кадарот и во судовите и во обвинителствата дури и до 25%. Кај јавното обвинителство особено е критична ситуацијата кога станува збор за службениците кои не се јавни обвинители, дали се истражители, дали се стручни соработници, технички помошен персонал и така натаму. Меѓутоа станува збор за сериозен одлив на ваквиот кадар, сериозен недостиг на истите и немање на соодветни услови
за да се мотивираат млади правници да се вклучуваат токму во таа професија. Решение каде би било според вас? Решението е навидум едноставно, меѓутоа не и лесно. Значи, прво и основно мора да се направи долгорочна стратегија како да ги мотивираме паметните млади луѓе од државата првенствено да останат во државата, потоа да студираат право и потоа оние правници да сакаат да се занимаваат со обвинителска или судска работа, бидејќи сега ако земете да разговарате со најдобрите студенти на правниот факултет, најголем дел од нив ќе ви кажат дека немаат амбиции да бидат дел од судската власт. Веројатно повеќе адвокати повеќе. Адвокати, меѓународно право, корпоративно право и така натаму, меѓутоа не се гледаат, повеќето од нив барем не се гледаат како дел од судството или обвинителството. Добро, финансиите се еден дел но има ли потреба од структурална промена, наречеме, на поставеноста на обвинителскиот систем во Македонија? Тоа во контекст и на она јавна дебата чина ми вчера околу законот за јавно обвинителство, кој што треба да биде дел да помине во собранието. Вашето мислење, дали има потреба од некаков друг модел на поставување на обвинителството во структурата, да речеме? Да, доколку се разгледа и мислењето на Венецијанската комисија, доколку се чита малце по суштински меѓу редовите, забележиме дека таму еден од проблемите кои што ние треба да ги адресираме е соодветно да истражиме токму на поставеност на хиерархија и субординација во системот. Треба да се намалат можностите на повисоките јавни обвинители да можат да влијаат на пониските јавни обвинители и особено кога станува збор за републичкото јавно обвинителство, односно јавниот обвинител на републиката. Треба да се размислува во таа насока и треба да се направат соодветни истражувања, бидејќи многу земји веќе ги напуштаат ваквите модели. Мислам дека најблиску до тоа е словенечкиот модел, каде што обвинителите се тие кои што ги работат предметите во сите фази од постапката, истрага, првостепен суд, второстепен суд и така натаму, и има многу мала можност за влијание од повисоките нивоа. Секако не заговарам дека ова е решението кое што ни треба, затоа што треба да се земат предвид различните проблеми и можности со кои ги имаме кај нас, но секако факт е дека треба да се работи и на таа хиерархија и субординација. Треба да се размисли за можноста јавниот обвинител да се избира со пошироко мнозинство, со поддршка и од опозицијата меѓу другото, токму за да се избегнат ваквите впечатоци и да се оневозможи на некој начин дискредитирање на јавните обвинители дека се политички лица, но исто тоа ќе се зголеми она што ние во граѓанскиот сектор го велиме сопствеништвото врз резултатите. Сите пратеници кои гласале, а тоа ќе биде поширок број на луѓе, ќе мора да сносат одговорност за изборот, независно дали е тоа добар или лош избор. Околу изборот една интересна иницијатива имаше професорот Прешова на Фејсбук околу начинот како, дали е потребно или не е потребно, се потребни или не се потребни уставни измени околу тоа, дали треба да има поголемо мнозинство. Кој е вашиот став по поглед на тоа? Мислам дека позицијата на професорот е исклучително силна, особено ако се земе предвид дека ние веќе имаме закони кои предвидуваат избор на функционери со многу поголемо мнозинство од она што е предвидено во Уставот и дека навистина тоа е минималниот праг кој го поставува Уставот и секое такво зголемување треба да се толкува во насока на промоција на демократски вредности и владење на правото, така што не мислам дека Уставот е пречка во конкретниот случај за да се изврши избор со поголемо мнозинство. Но толкувањето од страна на извршната власт е поинакво, дека Венецијанска комисија за город, ако тоа се анализира низ ова призма, тогаш колку може да се дефинира искреноста во намерата да се постигне стабилен обвинителски систем. И во контекст на тоа сега прашам актуелниот закон кој што е во собрание, како вие го оценувате? Тој дава можност за подобрување на обвинителскиот систем, структурата за која претходно зборувавме, или пак повеќе во рамките на некаков... Вака, значи,
искреноста во намерите не е дека не постојат правни аргументи за тоа зошто уставот може да делува како пречка во ситуацијава за да се изврши за да се вметне одредба во законот дека обвинителот се бира со квалификувано мнозинство. Но сметам дека преовладуваат аргументите на другата страна. Кога станува збор за самиот закон, еве ако го тргнеме настрана овој концепт со изборот за дали е просто или квалификувано мнозинство, станува збор за доработка на веќе постоечкиот модел кој го имавме. Станува збор за продлабочување, дефинирање и унапредување на одредбите кои ги воведовме во 2020 година. Не станува збор за некое драстично ново решение или во вистинска смисла реформски закон кој воведува нешто што досега сме го немале. Во таа смисла секако дека постои унапредување, секако дека законската рамка е исклучително битна за да ги постави темелите како ќе се спроведува законот во пракса, но клучниот проблем кај нас речиси секогаш е доследната имплементација на одредбите од законот, а не толку во самиот закон. Многу често се случува функционални и политички прашања и проблеми во праксата да се обидеме да ги решиме нормативно, односно преку измена на закони или воведување на нови закони, што не секогаш и најчесто не дава резултати. И сега, сепак во реалноста е едно да не се лажеме, иако новиот обвинител не гаи, да речеме, политички претензии, имаме многу луѓе во таа сфера за кои постојат сомнежи дека се припадници на едни или на други политички структури. Тој најавува некој модел на дигитално евидентирање на предмети за да не може да се чуваат во фиока. Мислите дека тоа може да биде иницијална каписла за да се сепак некако поместат состојбите на подобро? Да, значи примената на новите технологии речиси секогаш носи придобивки кои што натежнуваат над ризиците од тоа, особено кога станува збор за управување со административни процеси, како што е назначувањето на предмети, следењето на работата во предметите и слично. И искрено мислам дека тоа може да даде резултати, особено затоа што ќе можат да се генерираат и податоци во вистинско време за тоа колку е просечното траење на еден предмет, колку тоа трае по одредени фази, колку време е поминато во предистрага, колку во истрага, колку во тек на судската постапка, колку по жалба, по првостепената пресуда, доколку има жалба, така што мислам дека тоа е еден од оние механизми кои не зависат од самиот закон, а кои можат да дадат добри резултати во пракса. Да, кога имам искуството, да се вратиме сега на судството, еден таков модел имаше, па сега судството има 2% доверба, или не е резултат на тоа? Тоа е добар пример за оно што го кажувам, дека не секогаш зависи од моделот кој ќе го усвоиме, туку треба соодветно да се применува. Во таа насока и специјалното јавно обвинителство беше избрано со политички консензус од 4 најголеми партии, па видовме дека тоа заврши со институционален колапс, што значи дека не секогаш начинот на кој се бираат обвинителите е исклучителна гаранција за понатамошната работа, но во секој случај е подобрување. Дури ако го видиме судството, воведувањето на АКМИС, онај компјутерски систем за менаџирање со предметите, даде своји придобивки. Точно е дека истиот има начини како да биде манипулиран и дека беше злоупотребуван, но бидејќи станува збор за информатички систем, лесно е да проверите дали станува збор за манипулација или не, додека кога имате вакво делегирање на предмети на рака, давање на устни наредби и слично, многу е тешко да се увиди дали некаде има несоодветна интервенција од страна. Зависни се меѓу себе обвинителството и судството во поглед на тоа дали ќе имаме правично судење? Или може да биде едното поправично, ако другото не е правично? Може да биде, меѓутоа тоа би било прилично невообичаено, затоа што станува збор за запчаници од истиот механизам. Така така, зашо праш, например, ако обвинителство може да ви се намерачи, да ви спакува обвинение, но ако судот е правичен, нема да помине, да речеме. Во тој контекст ми е прашањето. Судот е апсолутно, значи судот е во оваа насока и Европскиот суд за човекови права кажува дека судот е крајниот авторитет
кој во една држава ги има сите механизми за да ги исправи сите пропусти и проблеми кои се настанати претходно. Така што одговорноста секогаш е многу поголема кај судот, бидејќи тие на крајот на денот, на крајот на краиштата се оние кои ја носат одлуката. Меѓутоа, ако имате обвинителство кое што постапува непрофесионално и судот како резултат на тоа носи одбивателни или ослободителни пресуди, во јавноста веднаш ќе почнат да се јавуваат сомнежи дали судот работи како што треба. Ја имате тука и обратната ситуација, дури и обвинителството да направи секако што треба, ако судот сгреши на крај, пак ќе имате несоодветен резултат. И поради тоа, иако судот е побитната алка во синџерот, сепак станува збор за меѓусебно поврзани ентитети кои не можеме да ги гледаме независно. Прво, сосема за крај, долго време работите на анализи, на судски процеси, на обвинителски процеси. Според вас лично, кој е подобар, судовите или обвинителите? Зависи како го мериме тоа кој е подобар. Ако ги гледате индикаторите за брзина на постапување, интересно е што многу често, особено во високо профилирани случаи, се забележува дека истрагата која ја спроведува обвинителството е многу побрза од постапката која ја спроведува судот, што е малку невообичаено, бидејќи во текот на истрагата се превземаат многу покомплексни действија, додека кога ситуацијата доаѓа, кога предметот веќе доаѓа пред судот, работите се малку поедноставни од аспект на менаџирање. Меѓутоа, зависи тоа многу од надворешни фактори, но и од самите способности, менаџерски способности на судот, секако и од ресурсите кои ги имаат на располагање. Тоа е само еден индикатор на кој можете да ги гледате работите. Доколку гледате од призма на образложение на одлуките или на предлозите од обвинителството, мислам дека судовите даваат многу потемелни, поисцрпни образложенија за својата одлука, отколку што обвинителите даваат аргументи за тоа зошто нивната теза е вистинската. Така што тешко е да се каже кој е подобар. Благодарам за ovo, господин. Благодарам вам.